Добар ден, благодарам што дојдовте. Пред се сакам да се заблагодарам на медиумите, на вас за сите овие 20 дена, за професионалноста, за навистина добрата соработка и стварно ви благодарам. Денеска сум повторно во Куманово, последниот ден од кампањата. Сакаме да го продолжиме како што почнавме со позитивна енергија. Денеска сум со младите тука во Куманово, со жените, на унијата на жени, се разбира, и да го поминеме градот со една позитивна ведрина, со насмевка и да ги замолиме граѓаните да излезат и да ни дадат поддршката. Поминавме многу населени места, разговаравме за многу проблеми тука во Куманово и дадовме аманет дека ќе помогнеме на секаде. Нашата програма Проект Обнова ќе биде на секаде офатена во Куманово. Затоа ги замолувам сите сограѓани, сите наши пријатели, комшии, соседи, да ни дадат поддршка. На 15 јули да гласаат за бројот 14, за да има обнова во културата, да има обнова во судството, да има обнова во здравството, во инфраструктурата, во спортот и на секаде околу нас. Знаете дека оваа кампања за мен не почна со едно црно сценарио, со една фрлена бомба во мојот семеен дуќан, но јас уште првиот ден кажав дека тие инспиратори и креатори од политичкиот опонент мене немаме запрат. Јас ќе продолжам со позитивна енергија, со позитивна ведрина и за она што секој еден копне во оваа држава е тоа да си има надеж за подобра иднина. Јас се потрудив овие 20 дена да го доволам тој момент на секаде. Ја чувствувам енергијата во целата изборна единица 2 и сакам да се заблагодарам на секој едно населено место тука од Куманово, што ја даде својата енергија, што не прими во нивните домови, што излезе пред вратите, пред портите, што ни даде сугестии, забелешка, па некогаш и критика за она што сме го заборавиле во минатото, а ние се обврзуваме дека ќе го направиме. Знаете, политичкиот опонент само размислува на црни сценарија. Размислува како да ме навреди, како да размислува на црни некои нивни сценарија. Јас сум многу различен. Јас можам да ги напаѓам секој ден за се она што направили или што го кријат. Затоа е и добро законот што ВМРО-ДПМНЕ го предлага за потекло на имот. Да видите какви политичари имате тука у Куманово и што се кријат за своите така наречени пријателски бизниси. Затоа е добро обновата на Македонија да почне и тука од Куманово. Да зафати многу лица од врвот на СДСМ, за да знаете каде завршуваат тие црни пари и тие црни тендери, јас би ги нарекол и куфери. Но тоа е СДСМ, ние сме различни. ВМРО-ДПМНЕ е различна партија од СДСМ. Ние сме партија што сакаме секој еден од вас да го замолиме да го даде вашиот глас, а се разбира ние да се обврземе на работа, на труд и се разбира да си ја зачуваме оваа наша земја, оваа наша татковина Република Македонија. Ве поздравувам сите и се надевам се гледаме и после изборите, постојано на улиците, на сокаците, да разговараме, а се разбира и потоа со новата влада на ВМРО да ги решаваме вашите проблеми. Благодарам на сите.